Трансплантацијата е единственото решение при откажување на одредени органи во телото. Според професор доктор Љубенко Тарпеновски, доколку престане работата на срцето, панкреасот, бубрезите, белиот и црниот дроб, за да се спаси пациентот, потребно е да се изврши пресадување на други органи. Законот за трансплантација на органи и ткива предвидува сите државјани на Македонија да може да даруваат органи по смртта, но сепак последниот збор за тоа дали ќе се донираат органите го има семејството. Откажувањето на одреден орган на човечкиот организам е актуелно тогаш кога ќе се случи тоа кај своите најблиски. И тоа станува актуелно и тоа сега целото семејство го фаќа панина што да се направи, или дали има лек или нема лек и така натака. За жал, откажувањето на одредени органи како срцето, како бубрезите, како белите дробови, како црниот дроб, нема друг лек освен пресадување на црн дроб, на бубрек, на бел дроб, на панкреас, на срце и така натака. Нашиот закон спаѓа во групата така наречени закони со претпоставена согласност. Што тоа значи? Тоа значи дека сите ние сме потенцијални дарители на органи доколку починеме. Меѓутоа, тоа би значило во една поинаква смисла дека може докторите да земаат орган од било кој од нас кога починеме да престанат друг. Меѓутоа, знаејќи во каков амбиент ние живееме од аспект на традиција, религија, мултикултурализам и така, се договоривме ние и покрај тоа што таков закон постои кај нас, сепак фамилијата како или семејството како столб на микро системот кај нас, да сепак тоа има одреден најголем респект и сепак без негова согласност да не се почне со одземање на органи и пресадување на друг. Така да се бара согласност од семејството, иако законот де факто не го бара тоа нешто, односно да јуре. А де факто докторите сепак разговараат со семејството да бара согласност. Инаку за 2 месеци направени се 4 успешни трансплантации на органи во Македонија. За 3 години, почнувајќи од 2011, извршени се 110 трансплантации, рече доктор Тарпеновски. Од 2011, кога почна последниот успон на бројките трансплантација, некаде 110 се направија за 3 години трансплантации, меѓу кои после долго време трансплантации од починати, од кадавери така наречени, за да 2015 година во мај некаде се блокира тој процес, се до 2016 пред 2 месеци, значи некаде јуни-јули, кога се направија 4 трансплантации, значи ние се радуваме дека повторно се реактивира тој процес, 4 трансплантации најсвежи сега се успешни. Контактиравме пред неколку дена со 4 пациенти и со нивните дарители, сите се добри, и родителите и пациентите, така да очекуваме дека нема да има таков дисконтинуитет, бидејќи во овој процес на вистина дисконтинуитет е тешка работа и многу тешко кога ќе сопрете нешто, многу тешко се подигнува и се враќа на стари позиции. Македонија е на 5-то место во Европа и на 9-то место во светот по бројот на трансплантации од живи дарители. Првата трансплантација на органи кај нас направена е 1977 година.